Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Денес беа тестирани средношколци во 4 средни училишта во Гостивар и сите добија негативен резултат. Дека ќе ги исполни ветувањата кои ги дал за време на изборната кампања, се обврза новиот градоначалник на Тетово Билјал Касами во своето обраќање до граѓаните. Сообраќајната култура во Тетово не постои. Се чини вози кој како сака по своји правила и прописи. Започна ковид скринингот на ученици во Гостивар. Денес беа тестирани средношколци во 4 средни училишта и сите добија негативен тест. Тестирањето на основците е утре. Нема позитивни на коронавирус меѓу учениците кои беа офатени со скрининг во средните училишта во Гостивар. Сите тестирани добија негативен резултат. Екипата од службата за епидемиологија ги посети сите 4 средни училишта во градот и земаше брисеви од децата за кои претходно родителите потпишаа согласности. Денеска почна скринингот во средните училишта, почна во техничкото, економското и медицинското училиште и таму учениците се излезени негативно. Од утре се почнува и во основните училишта од 9:30 сабајле, па ќе продолжува во текот на денот. Состојбата во Гостивар со COVID-19 е стабилна, немаме позитивни случаи ни од учениците, ни од наставниците, така и што и во градинките состојбата е стабилна моментално. Во некои училишта не беа тестирани сите ученици ставени на списокот поради отсуство или други причини, но најголемиот дел сепак се уфатија со проверката. Ние бевме известени пред, и со декларација на родителот, дадоа декларација 28 родители, од тие денеска само 21 беа тестирани ученици, ни палат уште 7, што нормално е некој да не дојде или да се повлече, но немаме информација зашто не се денеска овдека присутни, а се известени нормално. Ќе видиме, ќе ги прашаме што е проблемот и во наредниве ќе бидеме известни и од центарот кај се води ова работа, ќе бидеме во контакти, ќе видиме дали ќе продолжиме во наредниве денови и со други ученици или како ќе биде. Скринингот за ковид во основните училишта ќе се спроведе утре. Управите се подготвени и велат дека откако им било добро објаснето на родителите за целта и начинот на тестирање, ги добиле потребните согласности. Првата недела малце имавме недоразбирање зашто не знаеа за што се работи. Меѓутоа, после од кога разговаравме со класните раговодители, дојдовме, ги објаснивме добро работите дека не е ништо страшно, дека сепак се работи само за еден обичен тест, каде што се зема од нос, примерок, каде што дали има детето или нема ученикот ковид. И потоа бројката од 45 испадна да е многу поголема, 65 родители ни се јавија самоволно да бидат нивните деца да бидат во тој список, да се тестираат. Скринингот во училиштата со брзи антигенски тестови го врши Министерството за здравство во соработка со Министерството за образование. На ниво на Македонија предвидено е да се офатат околу 8200 ученици, додека во Гостивар вкупно 296. Надлежните појаснија дека активностите се со цел рано откривање и превенција од коронавирус. Според најновиот извештај на Институтот за јавно здравје во земјава е регистрирано зголемување на заразени со коронавирус за речиси 4%. Најмногу нови болни од COVID-19 за минатата недела има во групата од 20 до 29 години. 2804 нови позитивни случаи на COVID-19 се регистрирани минатата недела во Македонија, што е зголемување за 3,7% во споредба со претходните 7 дена. Се зголемува и бројот на реинфекции на вирусот, па минатата недела повторпат се заразиле 38 лица, што е повеќе за 5,6% во однос на претходната недела. Најмногу активни случаи има во Скопје, Велес и Куманово, а најголем пораст е заболувањето кај популацијата од 20 до 29 години.
Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години. Најмал број е регистриран кај возрастната група од 0 до 9. Се забележува зголемување на бројот на заболени скоро кај сите возрастни групи, со најзабележително зголемување кај возрастната група од 20 до 29 години, 11,4% повеќе во однос на претходната недела. Намалување се забележува кај возрастните групи од 0 до 9 години и над 60 години, се наведува во неделниот извештај на Институтот за јавно здравје. Минатата недела од компликации предизвикани од вирусот починале 71 лице, што е за 8 помалку од претходните 7 дена, но се спушта старосната граница на оние кои ја губат битката со болеста. Исто така, во периодот од 25 до 31 октомври, регистриран е и еден смртен исход кај пациент кој имал реинфекција со вирусот, со што вкупно има 7 починати од оние кои повтор пат се заразиле. Пријавен е 71 смртен случај во 20 градови во текот на изминатата недела. Најголем дел од нив се од Скопје, 18. Најголем број, 58 од починатите, припаѓаат на возрастната група над 60 години, а регистрирани се 5 починати лица и кај возрастната група од 50 до 59 години, од 40 до 49 години 5 лица, од 30 до 39 години 2 лица и од 10 до 19 години 1 лице, пишува во извештајот на Институтот за јавно здравје. Заклучено со 31 октомври, 2 дози вакцина примиле 778.599 граѓани, а трета доза 30.851 граѓанин. Најмногу вакцинирани има со Pfizer, а најмалку со Sputnik. Опфатот со 2 дози на вакцина против COVID-19 кај популацијата над 18 години е 46,4%, а кај вкупното население 37,6%. Министерот за финансии Фатмир Бесими на денешната пресконференција го презентираше буџетот за 2022 година. Во буџетот за наредната година предвидено е да се соберат 3,9 милиарди евра или 7,4% повеќе од приходот проектиран за годинава. Во нашата економија, значи нашите проекции за текот на 2021 година беа 4,1, остануваме на тие проекции со можност евентуално да се надминат тие проекции во текот на 2021 година. При тоа, за 2022 година, економскиот раст на земјата се очекува да се забрза и да изнесува 4,6% во услови на зголемени инвестиции, раст на потрошувачка на солидно ниво и стабилизирање на надворешната поборувачка. За потсетување, оваа стапка на раст е во среднорочната макроекономска проекција, која минатата година при донесување на буџет 2021 година го имавме проектирано и соопштено, и исто така и сега на оваа проекција остануваме, значи на нашите проекции за среднорочен забрзан раст на економијата. Новоизбраниот градоначалник на Тетово, Билјал Касами од движењето Беса, се обрати до граѓаните преку социјалните медиуми. Дека ќе ги исполни ветувањата кои ги дал за време на изборната кампања, се обврза новиот градоначалник на општина Тетово Билјал Касами во своето обраќање до граѓаните на Тетово. Тој изрази благодарност до гласачите за дадената доверба и најави промени кои ќе го подобрат животот, како и администрација во служба на граѓаните. Мои тетовчани, вашиот одговор за промена во Тетово покажа дека притисоците, заканите, но и другите форми на притисок се немоќни пред желбата на граѓанинот да го види својот град убав, уреден и со подобри услови за живот. Дозволете ми уште еднаш да повторам дека Тетово, како што беше обединето на овие избори, со сигурност ќе биде променето на подобро. Првите зраци на сјајот на нашиот убав град ќе дојдат веднаш по превземањето на функцијата. Сега сметајте ја општината Тетово за ваш дом и тропнете на секоја врата што ќе ви биде потребна. Бидејќи општината треба да ви служи вам. Јас и општинската администрација, заедно со советот на општината, ќе бидеме на целосна услуга на граѓаните. Пријавете ги сите забелешки, неправилности или неправди. Побарајте ја помош за вашите проблеми и барајте ги вашите права. Општината е ваша. Заедно ќе го водиме Тетово. Заедно ќе го промениме.
За Билјал Касами, кој на локалните избори беше кандидат за градоначалник од движењето Беса, на вториот круг од изборите гласале 21.591 граѓанин, односно тој освои 54,84% од гласовите, додека кандидатот на Дуите Ута Арифи освои 42,02% од гласовите или 16.542 гласа. Свеста за сообраќајната култура во Тетово се помала, прекршоците се побројни. На оваа тема работеше Милена Вучевска. Брзо возење, седнување зад волан без дозвола, неисправни возила, алкохолизирани возачи. Сообраќајната култура во Тетово не постои. Се чини вози кој како сака по своји правила и прописи. Годинава двојно е зголемен бројот на сообраќајни прекршоци во Тетово, споредбено со лани, велат во тетовската полиција. Секторот за внатрешни работи Тетово во изминатите 9 месеци од оваа година изготви над 15.500 поднесоци, односно барања за поведување на прекршочна постапка за откриени најразлични видови сообраќајни прекршоци во поширокиот Полошки регион. Најчест сообраќајен прекршок во поширокиот Полошки регион во изминатото 9 месеци и годинава е неприлагодената брзина, односно пребрзото возење, со бројка од над 4500. И тетовци велат дека сообраќајната култура ни е нула. Ниту возачите, ниту пешаците си ги знаат и почитуваат правилата. Тето ништо нема. Никакво правило не важи. На пешачки премин ќе идеш, ќе ти изгаза, никој не застанува. Семафорите, од зелено е за пешаците, он не застанува, ти мора да застанеш за да заминеш. Никако тие работи ги нема уте тоа. Има сообраќајни, возат без дозвола, не мислат за ништо, трчат. Не мислат дали има пешачки, али има стари луѓе. Ние од пешаците ги почитуваме, ни пак од возилата се почитуваат. Само тоа е. Треба култура сообраќајна. Ама треба и едукација малку на луѓево. И сообраќајната инфраструктура во градот не е за фалење. Метеш и хаос низ улиците е секојдневие. Потребни се паркинзи, пробивање на одредени улици, изградба на обиколници, сериозна стратегија за решавање на бројните проблеми. Гостиварец бил измамен од наводен универзитетски професор на кого му дал известна сума пари. Полицијата лишила тетовец поради кражба и жител на Врапчиште поради физички напад. 24 годишен гостиварец вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавил дека непознато лице утрото околу 8 часот и 30 минути телефонски му се јавило и представувајќи му се дека е наводно универзитетски професор, побарало да го подготви неговиот угостителски објект за одржување на неколку часовен семинар со 15 гости. Набрзо потоа во 2 наврати, измислувајќи разни изговори, лажниот професор повторно телефонски побарал на одредено место, гостиварецот да му испрати известна сума пари, кои наводно ќе му ги врател кога ќе дојдел во неговиот објект, со ученици на семинарот. По известно време на телефонот му стигнала порака дека лицето е измамник и дека гостиварецот е измамен. Се расчистува и документира случајот. 20 годишен тетовец вчера бил лишен од слобода затоа што претходно во спортска обложувалница во Тетово насилно одзел парични средства, но набрзо бил фатен. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок по член 236 од Кривичниот законник. Вчера лишен од слобода бил и 44 годишен жител на Гостиварско Врапчиште, кој претходно физички го нападнал неговиот 42 годишен сосед поради подолго време нарушени меѓусебни односи. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто против пријавениот ќе следува соодветен поднесок. 50-годишникот Тетово вчера во полицијата пријавил дека неговата малолетна ќерка, ученичка во Тетовско средно училиште, на одмор била физички нападната од нејзин соученик од Тетовски порој. Случајот целосно е расчистен и против напаѓачот ќе биде изготвен поднесок, информираат од СВР Тетово.
Универзитетската професорка Ана Фрицхант во врска со насилството во училиштата во гостување на телевизија 24 рече дека ова е глобален проблем и нагласи дека е потребна посебна стратегија во училиштата за справување со булингот. Насилството, за жал, е многу честа појава, не само кај нас, туку во светски рамки. Зборувам за насилството во училишен контекст. И тоа не е само на релација наставник-ученик, дури тоа е и поретка ситуација. Многу почесто е она меѓуврсничко наследство помеѓу самите ученици. Често знае да се случи и наследство на релација ученик-наставник, или родител-наставник, така што е нешто што е многу сложен феномен, во кој практично учествуваат повеќе фактори. Значи, тука се и училиштето генерално како контекст, и поединецот, без оглед во која социјална улога нели се наоѓа, дали е ученик, наставник, родител, семејството, врсничките интеракции се многу важен фактор, општеството гледано во целина и така натаму. Така што велам, за да може да се разбере дури еден поединечен случај, треба да се земе предвид еден многу поширок и многу посложен контекст кој веројатно бил можеби причина или може да се случи да е тригер, причина за тоа да некој, пак нагласувам без оглед во која улога се наоѓа, манифестира насилно однесување. Но дефинитивно се соочуваме со еден сериозен предизвик и, за жал, растечки проблем, не само кај нас, туку и пошироко. Екипата на Шкендија загуби со максимални 3:0 од Струмица во дерби дуелот од четвртото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Шкендија загуби со максимални 3:0 од Струмица во дерби дуелот од четвртото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Струмица ја прекина победничката серија на Шкендија од 3 победи поред, откако на последниот надпревар од четвртото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија забележа победа од максимални 3:0. Тетовци до овој надпревар имаат 3 максимални победи, но немаа сили да му се спротивстават на актуелниот освојувач на двојната круна. Одбојкарите на Струмица сосема заслужено победија со 25:18, 25:21 и 25:17 по сетови. После комплетирањето на четвртото коло на лидерската позиција останува борец со 10 бодови, еден повеќе од Струмица која има одиграно и надпревар помалку поради непарниот број на екипи оваа сезона во првата машка одбојкарска лига. Шкендија е на третата позиција со изброј на бодови како и Струмица, но тетовци имаат послаб сет количник. Следното петто коло на програмата е престојниот викенд, а најголемо внимание привлекува градското дерби помеѓу екипите на Шкендија и Универзитет Тетово. Третата тетовска екипа во оваа конкуренција, Лирија, ќе гостува кај екипата на Весна Пробиштип.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Пријатно!